142 случаи на заболени од ХИВ/СИДА во Македонија. Само годинава 10 нови, од кои 7 имаат СИДА, а 3 го носат ХИВ вирусот. Болните се од Скопје, Битола, Охрид, Велес и Куманово. Како резултат на оваа смртоносна болест, 66 македонци го имаат загубено животот. Смртоноста се намалува, но оваа болест за која нема лек се уште одзема животи. Презентирајќи ги овие податоци во Институтот за јавно здравје, денес беше најавен утрешниот светски ден на борба против СИДА. Првиот ХИВ позитивен случај во Република Македонија е регистриран во 1987 година, 24 години наназад. Првиот заболен од СИДА 1989 година. Првиот умрен од СИДА 1990 година. Епидемиолошката служба во Институтот за јавно здравје или тогашен Републички завод за здравствена заштита, како што гледате, имаме 24 годишно искуство со регистрирање, евалуација, обработка и дистрибуција на овие податоци до сите релевантни како медиуми, така и институции во светски рамки. Караджовски укажа дека доминантен начин за ширење на ХИВ вирусот во источниот регион на Европа е интервенското инјектирање дрога и хетеросексуалните односи. Во Македонија слична состојба. Логото на годинашната акција е визија за свет со нула ХИВ инфекции, нула дискриминација и свет со нула смртни случаи асоцирани со СИДА.